Фокусот кон Just Transition или целосно прилагодување и промена на јагленот како главен извор на производство на енергија со обновливи извори на енергија е еден од најголемите фокуси во државата, каде што се насочени сериозни капацитети и ресурси и впрочем тоа се и најголемите инвестициски потенцијали што се случуваат во моментот и веројатно ќе се случуваат во следните години. Најбрза инвестиција и најбрз можен начин за раст на бруто домашниот производ е инвестицијата во енергија, посебно во обновливите извори на енергија. Овде спаѓаат фотоволтаиците, нашето македонско сонце е навистина одличен урнек преку нашето знаме да символично покажеме дека сонцето мора да го користиме максимум за производство на електрична енергија. Фотоволтаиците се нешто во кое што во моментот најмногу се инвестира. Аз ќе кажам на крајот и конечните бројки, но сакам да знаат граѓаните дека тие не одат веќе со фидинг тарифи, не одат нису со премиум тарифи, одат слободни на пазар. Повратот на инвестициите помеѓу 7 и 8 години, договорите се 15-20 години, значи профитабилен бизнис се за сите кои што инвестираат, вклучително граѓани, со 2,5-3 киловати на своите кровови, до 100 мегаватниот тендер кој што утре е последен ден за прашање, а на 12 се отвара постапката во Осломе, кој што е 100 мегавати, например, или два пати по 50 мегавати во Осломе. На стариот рудник за јаглен се поставуваат фотоволтаици. Вториот дел се ветерниците во државата. Имаме дадено во моментот 3 лиценци за кои што се извадени веќе одобренија за градба. 30 мегавати, ако не се лажам, во Богданци, 36 во Свети Николе и Демиркапија беше, Митко? Демиркапија уште 30 мегавати, значи некаде околу 100 мегавати се само ветерници. Во моментот ВПД, германската компанија, веќе неколку месеци мери ветер на потегот Куманово Крива Паланка за потенцијал од 400 мегавати со можна инвестиција без било каква фидинг тарифа, овде да се постави инвестиција вредна преку 500 милиони евра, тоа е делот на фотоволтаиците, делот на ветерниците. 62,5 мегавати се градат на секаде во државата. Пред 2-3 месеци пуштивме во Неготино примерот од Евана, но Гени е еден од тие што доби словенската Гени, има турска компанија, не знам кои се другите, кои што ги градат 62,5 мегавати во Македонски Брод и во Свети Николе. Дополнително заврши тендер во Кочани на 8 мегавати, во Дебарца два пати по 15 мегавати, Демиркапија развива некои 50 мегавати, Гевгелискиот регион и не сум до крај стручен, на многу други општини имаме такви локации за инвестиции во фотоволтаици, но и во ветерници. Секако и ЕСМ прави своји инвестиции. Следниот фокус е изградбата на ветерница, дополнително од 15 мегавати во Богданци, 15 мегавати во Богданци, но ги развиваме покрај овие 100 мегавати во Осломе и 10 веќе се градат од турската компанија која што го доби тендерот. Тоа е наша државна инвестиција, вредна е некои 7 милиони евра или 6,5 милиони евра, каде што повлековме дел кредит од Европската банка за обнова и развој. Следно што подготвуваме се 200 мегавати во Битола, затоа што тие 200 мегавати ќе заменат еден блок во Битола, само фотоволтаици, и веројатно 400 мегавати гасна централа во Битола, тоа е иднината. 100 мегавати во Тикваш и во Миравци се развива нова локација за ветерници, дополнително и така натаму и така натаму. Да не ги кажувам само потенцијалите. ТЕЦ Неготино и Чебрен се двете големи инвестиции. 9 компании помина во постапката на Чебрен, тука се најголемите француската, најголема енергетска компанија, шпанската, грчката, италијанските, австриските компании се овде. Има две големи турски, една голема кинеска компанија и тоа се буквално джиновски компании од светско ниво. Веруваме дека после 11 неуспешни тендери за Чебрен, овој пат дека ќе успее тендерот од Чебрен. Зошто? Заради тоа што условите кои што овој пат државата ги дава се неповторливи, односно се bankable, односно се профитабилни, за да може да има доволно мотивација од потенцијалните инвеститори да овој проект, кој што е вреден до 800 милиони евра, е обновлив извор на енергија, е еден сериозен потенцијал. Во ТЕЦ Неготино, верувам во април ќе распишеме веќе постапка за јавно-приватно партнерство или концесија. Во моментот се прави физибилити студијата за оваа постапка, заради тоа што и таму може да се постават некои 200-220 мегавати гасна централа, заради одличната локација која што има ТЕЦ Неготино.
Значи во моментот 30% од државата што произведува енергија од обновливи извори за енергија и тука сме блиску до европскиот просек. Ние не сме многу поназад од европскиот просек. Со ова што го напомена во инвестиции во обновливи извори на енергија, имаме основани причини да веруваме дека повеќе од 50% ќе бидат обновливи извори на енергија во составот на севкупното производство на енергија во Република Северна Македонија. Да не заборавиме, во РЕК Битола од јаглен произведуваме во трите блока по 200 мегавати или работат во просек 170-180 мегавати, значи таму некаде имаме продукција по 450 мегавати, да кажеме просечно, колку работат два со третиот блок. Во Осломеј го уклучуваме месец до два годишно. Целта е токму тој јаглен, од некој се еве 550-600 мегавати, да биде заменет со исто толку мегавати фотоволтаици, ветерници, гасни централи и хидроцентрали, за да можеме до некоја 2032-5 да може да кажеме дека нема воопшто производство од јаглен, производство на електрична енергија од јаглен во нашите земји. Секој објект што се гради во државата или се реконструира е енергетски ефикасен објект. Значи максимално користиме поставувањето на фотонапонски централи на крововите. Веќе во некои општини и во некои државни институции се работи на овие геотермалните пумпи. Се повеќе се воведува природниот газ, дури и додека не почне развојот на мрежата, некаде со компресиран или компримиран газ се загреваат одредени институции, се со конечна цел нафтата и мазутот да бидат колку што е можно брзо променети. А ќе кажам затвор Скопје, последниот пример, болница Букурешт, ако не се лажам, Кумановската болница, Струмичката болница се на газ и многу други институции се веќе променети на газ. Така да се што инвестираме во државата од нови објекти со енергетска ефикасност, но тенденцијата е сериозен фокус од сопствени ресурси. Секоја институција има задача со одлука на влада, дел е препорака према општините, дел е наредба према институциите, да преминуваат комплетно на замена на системот со енергетски ефикасни системи.